Напајачот на Атлетико Мадрид Диего Коста е последниот адут на шпанците за мондијалот наредната година во Бразил, на кој Црвената фурија ќе ја бране светската круна освоена во Јужна Африка во 2010 година. Напајачот, кој е роден во Бразил, ја соопшти својата одлука во иднина да настапува за репрезентацијата на актуелниот светски и европски шампион, одбивајќи ја со тоа поканата од страна на Фудбалската федерација на Бразил да биде дел од составот на кариоките. Се очекува дебютот на Диего Коста за Шпанија да биде на двете пријателски средби против Јужна Африка и Ангола, доколку биде повикан од селекторот Висенте Дел Боске. Напајачот на Атлетико Мадрид порано оваа година настапи на два пријателски надпревари за Бразил против Италија и Русија, но тоа не го спречи да ја смени репрезентацијата за која ќе настапува затоа што нема настап за својата татковина на еден официјален надпревар. Коста во 13 настапи во сите надпреварувања за Атлетико Мадрид успеа да постигне исто толку голови. Во моментов тој е прв стрелец во премиера со 11 голови на 10 надпревари, 3 повеќе од Лионел Меси и Кристијано Роналдо. Младинскиот репрезентативец на Германија и голман на Борусија Мехенгладбах, Марк Андре Тер Штенген, ќе се пресели во Барселона за сума од 10 милиони евра. 21-годишниот голман ќе подпише договор со каталонците на 4 години, откако сегашниот голман на Барселона Виктор Валдес ќе го напушти клубот како слободен играч на крајот на оваа сезона. Барселона подолго време преговараше со Тер Штеген, кој е еден од најталентираните голмани во Европа. Другите опции беа Пепе Реина, кој игра на позајмица во Наполи, но е собственост на Ливерпул, и белгискиот репрезентативец Тибо Куртоа, кој игра со позајмица во Атлетико Мадрид, но е во собственост на Челси. На АТП Мастерсот од серијата 1000 што се игра во Париз, синоќа се одигра надпревари од второто коло. Домашниот тенисер Жо Вилфред Цонга ги разочара француските фанови откако беше елиминиран со пресврт на стартот од јапонецот Кеј Нишикори со 2-1 во сетови 1-6, 7-6 и 7-6. Нишикори во следното коло ќе се сретне со Ришар Гаске. Вториот носител, Новак Џоковиќ, имаше проблеми да го скрши отпорот на младиот французин Пиер Хербер, кој моментално е 189 тенисер на АТП листата. Џоковиќ се доведе во ситуација да спасува 2 сет топки на противникот при водство на Хербер од 6:5 во првиот сет. Веднаш потоа Новак рутински го доби тај брекот, кршејќи ја самодоверивата кај противникот, па србинот лесно го доби вториот сет со 6-3. Следен ривал на Џоковиќ во Париз ќе биде американецот Џон Иснер. Со трите надпревари синоќа започна новата сезона во NBA лигата. Шампионот Мијами Хит стартуваше со победа со одувајќи го Чикаго Булс со 107-95. Играчите пред надпреварот ги добија шампионските прстени, а потоа со фуриозна игра во втората четвртина направија серија од 17-0 и ги скршија биковите. Джеймс даде 17 поени, 8 асистенции и 6 скока, а Крис Бош предодаде 16 коша. Чикаго во првиот дел имаше и минус 25 негатива, а во финишот намали на 8 негатива, но Батија со тројка на минута и пол до крајот ги изкрши надеждите за избегнување на поразот. Мечот го одбележа враќањето на теренот на Дерик Роуз, откако лани ја пропушти целата сезона поради повреда на коленото. Роуз одигра 34 минути и постигна 12 коша, а прв стрелец кај Чикаго Булс беше Карлос Бузар, кој даде 31 поени и 7 скока. Во битката за Лос Анџелес, тимот на Лейкерси ги изненадија Клиперси и славија со 116-103. Резервистите на Лейкерси беа најзаслужни за триумфот над градскиот ривал, откако Хенри забележа најмногу во кариерата 22 коша, а Џордан Фармер придодаде 16 поени, а Лейкерси уфрлија 41 поен во последниот период. Неуспешно деби на клупата на LA Клиперси имаше новиот тренер Док Риверс. Грифин постигна 19, а Крис Пол реализираше 15 поени и 11 асистенции. И во третиот надпревар синоќа, Пейсерси ги поразија Орландо Меджик со 97-87. Пол Џорџ со 24 поени, 6 скока и 5 асистенции, Рој Хиберт со 8 поена и 16 скока и Лен Стивенсон со 19 коша ја предводеа Индијана до победата. Харклес даде 14 коша, а Џамир Нелсон и Виктор Оладипо уфрлија по 12 поени за магичните. За вечерва се предвидени 14 средби во NBA лигата.